Ке се сетите кога Исус се сретна со Матеј, што беше даночник, и овој поверува, Исус рече, не дојдов да ги повикам, кој? Праведните на покаяние, туку грешните. Ке се сетите. И тоа е она што јас сметам дека е една од најзначајните одлики на Евангелието. Дека Евангелието не е за праведникот. Евангелието не е за само праведникот. Евангелието е за грешникот. Ова е една многу битна работа, барем јас мислам, за која треба денеска да зборуваме, бидејќи ова што го читавме претходно, Јован 3 глава, зборувавме за Исус и за Никодим. Тоа е текстот таму во Јован 3 глава од први стих па натаму, па до крајот на главата всушност. Никодим беше фарисеј. Од 3 глава. И во времето на Исус во Израел имаше околу 6000 фарисеи. Така барем ми се кажува ако ги погледнете историчарите. Сега, што е фарисеј? Затоа што ние често знаеме да кажеме ова е фарисеј, фарисејски, гледај како се однесуваш. Може ли некој да ми објасни што е всушност фарисеј? Религиозен водач, да. Меѓутоа, фарисеите биле членови на група всушност кои имале многу верување. Верувале всушност дека има воскресение на мртвите. За разлика од една друга група, таму садукеи кои биле. Верувале исто така во следење на правните, легалните традиции на Мојсеевиот закон, ама верувале и во многу други работи за кои не наоѓале потврда во Стариот Завет, ама наоѓале потврда во она што го нарекувале традиција на татковците. Како и книжниците, оние што се спомнати таму, кога зборува за книжници или книжевници, некои преводи што го ставаат, тоа не е човек кој учел литература. Тие биле правници луѓе. Тие биле луѓе што склучувале договори, подписи, чувале хартии, чувале работи, писари, ај така да ги кажем. Па дури така ги преведуваат некои текстови. Добро го познавале законот и затоа често пати во Новиот Завет ќе прочитате книжниците и фарисеите. Оти некои припаѓале всушност на двете групи. Арно, од традицијата исто така знаеме дека повеќето од нив биле ситни земјопоседници, не биле кој знае со некои си огромни богатства, некои од нив се занимавале професионално со легален бизнис, да кажеме, писари и така натаму, нешто во таа смисла. И овој фарисеј дојде тука кај Никодим. Фарисеј значи одвоен, кај го спомнам и тоа покасно. Затоа што они биле одвоени од вкупно од другите луѓе. Зошто биле одвоени? Бидејќи сметале дека на тој начин му служат подобро од Господа. Малку повеќе за тоа понатаму. Значи Јован 3 глава, ви реков кај што отворивте преге, задржете го таму бидејќи сакаме да читаме. Таму се зборува за човеков што се вика Никодим. Никодим името доаѓа од два грчки збора што значи победа на обичниот човек. Ако не сте знаели. Многу интересно, многу убаво име и таму првиот стих почнува вака. Вели меѓу фарисеите имаше еден човек по име Никодим, началник јудејски. Тој дојде кај Исус ноќно време и му рече: Рави, знаеме дека ти си учител дојден од Бога, зашто никој не може да ги прави овие чуда што ги правиш ти, ако Бог не е со него. А Исус му одговори и рече: вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, не може да го види Царството Божјо. И всушност, ако ги гледате различните преводи, ова е точниот превод. Исус му вика: ако некој не се роди од горе, ако нешто од горе не се случи. Ние често знаеме да користиме термин ако некој не се роди повторно или не се роди одново. Тука барем во Јован на почетокот стои да се роди од озгора. Новороден всушност е еден многу познат термин кој многу често знаеме да го користиме. Има едно чудо книги кои се викаат како да се новородиш, кој е новороден и така натаму. Повеќето од нив се во ред, има некои што не се, ама ние се држиме на оно што е убаво, нели добро. И ова тука што го прави Исус, кога почнува да зборува со Никодим, е она што често го прави со неговите споредби. Се сеќавате, Исус правеше споредба со квасецот и со тестото. Правеше споредба со многу други работи. Исто така и овде вели: ајде да ви направиме една споредба со она што ви е познато на секој од вас, со едно искуство кое секој жив човек го има, со самото раѓање. И сака да искористи оваа илустрација да не натера да го сватиме нашето физичко раѓање, за да може да го разбереме небесното. Да не се најдеме во иста ситуација како Исус на Никодим што му кажува таму подоле: јас ти зборувам, ти не разбираш што сакам да ти кажам. Вика тука. Во 4 стих Никодим прашува како е можно да се случи тоа. Како може да се случи раѓање од озгора? Сега, некои луѓе ќе ви кажат: еде, ќе се молиш вака. Кажи ја точно оваа молитва, верувај во неа, ќе се спасиш. Некој ќе ви рече: направи ги овие 5 ствари, ќе се спасиш. Некој ќе ти рече: направи ова или она, држи ова или она и ќе се спасиш.
Исус вика, како може да биде тоа? Исус вели, ти не можеш да го направиш тоа. И ова реално е шок. Ке разговарам повеќе, ке размислям, а тоа реално е шок. Му вика, ти мора да се родиш од озгора. Никодим свати дека Исус практично му рече него, што можеш да направиш за да се родиш? Ништо не можеш да направиш за да се родиш. Кој од вас направи нешто да се роди? За ова сме зборувале еднаш малку порано. Кој рекол, јас ќе се родам, ќе се зачнам, ќе се родам, ќе направам тоа, тоа или тоа? Никој. Па добро, зошто мислиме дека второто раѓање можеме ние да го изведеме? Тоа е поентата на овој текст тука и тоа е она што сака Исус да го каже. Апсурд е, како што јас и ти немаме никаква улога во нашето физичко раѓање. Така немаме никаква улога во нашето духовно раѓање. Во крајна сметка, ако сакат, барем тоа што го кажува. Тоа е идејата на Исус тука. Поентата што Господ Исус Христос сака да ја каже тука е следната. Ти ништо не можеш да направиш да се родиш од озгора. Просто речено, Бог е оне што ќе го направи тоа дело во тебе. Тоа не значи дека ние немаме дел во спасението. Ама основното, раѓањето, го прави Бог. И ова беше шамар за Никодим. И ова многу често знае да биде шамар за луѓето денеска. Затоа што вика, чекај, јас ќе ти кажам како јас се спасив. Како тоа ти се спаси? Ако си можел сам да се спасиш, тогаш Господ воопшто па не ти ни треба. Ама не, чекај да ти обяснам понатак. Значи, никој не може да влезе во Царството небесно, ако сака да се потруди да биде подобар, попаметен, поумен, подоблесен или не знам си како таму. Основата на спасението е дека целиот морал, целата доблест, се што можам јас да понудам е безкорисно. Ова е основата на Евангелието. Ајде да го видиме контекстот. Како и каде ова се случува. Сушност тука. Да видиме. Ова е многу битно, бидејќи ако ние го разбереме, ќе можеме да го пренесеме на друг. Ако ние не разбираме како се спасува човек, тоаш на другиот ќе му кажеме, па дојди во црква, седи во црква, моли се со нас, ајде ќе те крстиме, спасен си. Ќе стане член на црква, се спаси. Стварно? Или таков сум си роден, спаси. И тоа не е. Хајде да видиме што се случуваше малку понасад. Во Јован 2 глава 23 до 25 стих, Исус доаѓа на празникот Пасха во Јерусалим. И кога беше во Јерусалим на празникот Пасха, вика текстот тука, мнозина гледајќи ги чудесните знаци негови што ги правеше, поверуваа во неговото име. Ама самиот Исус не им се доверуваше, бидејќи ги познаваше сите и немаше потреба никој да му сведочи за човекот, бидејќи самиот знаеше што има во луѓето. Овој текст ни кажува нешто за Господ Исус Христос. Прво докажува дека е Бог, затоа што беше сезнаен. Знаеше се. Вика, кога ќе го видеше човек, знаеше што има во него. Не му требаше никој да му кажува. Не му требаше чекати и кажам кој е тој. Ние многу често, јас многу често се наоѓам во ситуација, прашам ве го познаваш тој и тој го познава. Што ќе ми каже за него? Особено ако сакате да работите со некој човек нешто. Секој пат и прашувате, го знаеш. Исус вика, никој не ми треба да ми каже. Јас знам се за нив. И понатаму, уште повеќе, знаеа луѓето дека ова што се случува е нешто поинако. Не е нормално. По-човечки нормално. Ова е човек, ова е пророк, ова е лице, некој поинако. Нешто друго има со него. Ама таа вера во него дека е поинаков не беше спасоносна вера. Ќе видиме понатака дека таа вера, јас верувам дека Исус може да прави чуда, не беше вера која спасува. Беше приземна, ајде да кажеме тука долу. Во Јован 6 глава 14, ако продолжите малку, ќе видите луѓето што вика, вели луѓето кога го видоа чудото што го направи Исус, рекоа: ова е навистина пророкот што требаше да дојде на светот. Исус направи чудо, ова е тој што требаше да го земе. Дали е пророкот? Беше, барем до тука верува. Ама дали беше повеќе од тоа? Да. И затоа имаше мнозина неверни кои одеа по него. Имаше мнозина кои не верува, а оде по него и им беше интересно. Зошто? Затоа што се вика, може да е Месија, може да е Спасител, може да е пророк, ќе направи чуда, ќе не нахрани, ќе не најде, ќе не напие. Цело време имаше некои такви ствари. Луѓе одеа позади него, дури самиот Исус се сеќавате на едно место, вели: вие не ме следите заради учењето, ме следите, ти јадевте леп без пари од мене. Јас ве нахранив, затоа трчате по мене. И тоа е онај дел каде што во 65 до 70 стих понатаму во истата глава вика: затоа ви зборувам дека никој не може да дојде кај мене ако не му биде даден од мојот татко. И интересно е, вели, од тоа време мнозина од неговите ученици се повлекоа и не одеа веќе со него.
Кога Исус им каже, вие не можете да добиете ништо ако мојот татко не бе привлече, не го направи за вас, века, па што ќе сините? Тешка е работа. И си замина. И тогаш Исус им рече на 12 да не сакате и вие да си одите. А Симон Петар му одговори, Господи, кај кого да одиме, ти имаш зборови за вечен живот и ние поверувавме и познавме дека ти си Божиот светител. И во овој контекст учениците веќе почнуваа да градат спасоност на вера. Ние знаеме дека си пратен од Бог, ти си Исус, син на живиот Бог. Почнат се повеќе и повеќе и појасно да го изразуваат своето верување. А преге кажа дека ништо не може да направиме за своето спасение. Апостолот Павле вика нешто што е во согласност со ова што го реков. Тој вика верата доаѓа од слушањето од Божјото слово. Човек не се спасува, поверува, ево поверував. Тој човек треба да слушне, да разбере зашто станува збор. Имаме една прогресија овде. Човек го слуша, разбира, интересен е, поинаков. После вика пророк, да не е пророк, да не е месија, да не е чудотворец. Пред да дојде до она кој е на вистина. Не беше туку така само одеднаш, бум, и се случи, одеднаш им се откри. И затоа има луѓе што знаат нешто, ама не знаат се. И затоа Никодим доаѓа во 2 стих од 3 глава и вика, дојде кај Исус ноќно време, се збори за Никодим и му рече, Раби, знаеме дека ти си учител, дојден од Бога, и забележете го неговото сведоштво, зашто никој не може да ги прави овие чуда што ги правиш ти ако Бог не е со него. Јасно сведоштво имаме тука од безбожник, кој вели, ти си поинаков. Во тебе има нешто што не е овде, што не е како сите други. Ако се вратиме малку на првиот стих, кај што вика меѓу фарисеите, имаше еден човек по име Никодим, пак ја речем фарисеј, значи одвоен. И Исус се суди со фарисеите уште во Јован 2 глава на самиот почеток од главата, таму 13 до 17 стих. Видете што пишува таму, може да следите во вашите Библии. Се приближуваше Пасха јудејска, Исус искачи во Јерусалим, ги затече во храмот, оние што продаваа волови, овци и гулави, менувачите на пари како седат. И направи камшик од врци, ги избрка од храмот сите и овците и воловите, а на менувачите им ги растори парите, им ги испреврте масите, па им рече на оние што продаваа гулави, носете го тоа одовде и од домот на мојот татко немојте да правите дом за трговија. Учениците пак негови тогаш се сетија дека е напишано ревноста за твојот дом ме изеде. Фарисеите беа дел од овој бизнис. Одвоените луѓе за верата, за Бог, нема да кажам христијанство, за верата, за Бог, тие што требаше да го пренесат законот, она што Господ го бара од нив, на другите се бавеа со бизнис. Религијата им беше средство за бизнис и за слава, ама не за спасение. Тоа е многу интересно тука. И потоа Исус затоа вика на Матеј 23 глава 2 до 7 стих, на местото на Мојсеј седнаа книжниците и фарисеите. Со други зборови му го земаа местото. На место Мојсеј што го даде законот да го слушаме, сега слушаме фарисеи и книжници. Затоа се што ќе ви кажат, пазете и извршувајте, ама според делата нивни не постапувајте. Зашто тие говорат, но не извршуваат. Врзуваат бремиња тешки и мачни за носење и ги ставаат врз преките на луѓето, а сами не сакаат ни со прст да ги помрднат. И сите своји дела ги прават за да ги видат луѓето. Ги прошируваат своите записи, филактери, ќе видите што значи тоа, и ги продолжуваат ресите на својата облека. Сакаат прво место на гозбите и предни места во синагогите и поздрави по улиците и да ги викаат луѓето рави, учителе. Верувам дека текстот 100 пати сте го читале, ама не сте седнале да видите што значи. Ако ја покажам слика од правоверни евреи, ја гледате тука на екранот, ќе забележите дека секој пати има еден молитвен шал кој се носи од озгора, така ли тука, што го имаат, и од тој молитвен шал од оздола има еден ред на врвци, реси на кои има јазли. Не знам дали сте виделе некој пати во живо. Ќе ги видите, до ден денеска по аеродромите, каде и да одите, се ги има. И овие тука линии што ги има, бројот на конците во ресите и бројот на јазлите кои ќе се стават на 4 агли на неговата облека, вкупно треба нумеричката вредност да даде 613. Што е вкупниот број на заповеди кој еден фарисеј требаше ги држи. Идејата беше овие реси мене ме подсетуваат на тоа што треба јас да го направам, нели, за да го исполнам Божјиот закон. Ке погледнете, на главите имаат некакви коцки. Така? Ако не сте виделе, ќе видите. Може би е коцка, некој пати е коцка, некој пати е каиш, кој се мота околу раката и на кого има една коцкичка направена всушност од кожа,
како две коцкички се, и во неја има дел од старозаветните текстови. И она што го вика тука Исус всушност на фарисеите е ова: ги правите ресите долги и големи да видат дека ги имате, да ме гледа колку ги знаеме законите, ставате на главата огромна филактерија, ставате на главата нешто големо, се поголемо, за да покажете колку сте посвети, а всушност ништо не правите. Во наше време, ако сакате, сте грамнале Библија од 2 кубика под мишка и се шедате низад да видите, гледате колку сум јас свет носам Библија. Или огромен крст го ставил тука да се гледа, а нема појма што представува. Тоа беше она што се случуваше во тоа време. За жал. И ова беше буквално тумачење на 5 Мојсеева 11 глава 18 стих, кај што вика: така ставете ги овие мои зборови во срцето свое и во душата своја, врзате ги на раката своја како знак и нека бидат тие врзулка меѓу очите ваши. И он вика, буквално го направивме тоа. Во ред, а срцето се смени ли? Сакате пандан денеска? Ќе одам во црква, ќе седам во црква, ќе дам пари во црква, ќе запалам свеќе во црква, ќе отидам, ќе го направам сето тоа, ама срцето не ми е по ништо од тие работи. Тоа беа фарисеите, да се најдеме себе си, да не ги кривиме само нив таму за сето тоа што се случува. И затоа понатаму Никодим продолжува, Христос продолжи вика: тешко ви на вас, тешко ви на вас. Оти ова е стварно срам да ви е. Сега Никодим беше еден од овие луѓе. Ама, очигледно дека Никодим вика: ние знаеме дека ти си учител дојден од Бога. Другите се сеќавате, други многу фарисеи вика, он ги прави чудата со кој? Со помош на сатаната. Притекнува. Некој го правеа сатански слуга. Никодим беше член на Синедрионот. На едно тело од 70 старешини во Израел. Врховното тело нивно на управување што го има кога веќе нема цар. Тој беше на врв на теолошката пирамида, ако сакате, на врв на политичката пирамида во Израелот. И повторно нешто го копка, го јаде. И тоа ги вика: ти кажи ми, Исусе, што да правим? Нешто не е во ред. И многу интересно во тој контекст кога вика дојде кај Исус ноќно време. Дојде кај Исус ноќно време, бидејќи очигледно не сакаше да го поврзат, да кажат ова е врзан со него. Она тајна дипломатија, ако сакате. Ќе влеземе за страна, никој не знае што се случува, си правиме муавет да видиме како ќе оди понатака. И повторно ќе речем овде, неверник сведочи за автентичноста на чудата на Исус. Знаеме дека никој не може да ги прави овие ствари ако Бог не е со него. Изборува во множина. Значи, кога фарисеите после го обвинува ова е од сатаната, правеа двоен греф, заради тоа што знае многу добро дека не е од сатаната, а сепак тврдеа дека е така. Една старна лоша работа. И реакцијата на Исус е многу интересна. Тој вика: Исус вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, не може да го види Царството Божјо. Како е можно Исус да одговара прашање што не е поставено? Сеќавате што читавме во втора глава, а Исус знаеше што е во срцата на луѓето. И текнува. Нели само пред малку го спомнавме стихот. Поентата беше, тој го гледа Никодим разговара со него, сака да почне диалог, и он му вика: знаеш што е твојот проблем? Ако не се родиш од озгор, џабе го правиме муабетот. Веројатно Никодим се сепна од каде знаеш што јас мислам. Не. Го постои прашањето. Исус ги знаеше мислите на луѓето. И оно што му требаше на него беше да влезе во Божјото царство. Што да добијам за да наследам вечен живот? Не беше единствен. Се сеќавате на времето имаше еден друг, што дојде богат млад човек, кој почна исто да го праша: што да направам за да наследам вечен живот? Па и тогаш рековме: ништо не можеш да направиш да наследиш. Треба да се родиш во вистинска фамилија. Ако не си во вистинска фамилија роден, не можеш да добиеш наследство од тоа семејство. Освен ако некој не направи нешто друго и нешто чудно. Ево го прашањето што го постои Никодим. И затоа реакцијата на Исус е: вистина, вистина. Гречкиот текст вика: амин, амин, така е, чекај да ти кажам. И 5 пати овде, во овој текст Исус вика: вистина, вистина. Поентата му е да ти објаснам, да ти кажам, ова е нешто многу важно, многу битно, немој да го заборавиш. Целиот твој ритуал, сета твоја религија, се што имаш, не е во ред ако не го направиш ова. Евреите веруваа нешто што и денешните традиционални религии го веруваат, а тоа е дека ако си роден како евреин,
освен ако не похулиш на Бог, освен ако свесно не се тргнеш од Бог, ти онака завршуваш право во рајот. Имате многу традиционални религии денеска што викаат ако се родиш во оваа религија, во рајот си по автоматизам. Што сакаш прави, сакаш некој Бог те носи таму, зашто оваа религија те носи право на тој правец. Нема логика, нема разум, ама ево, тоа се зборува. Исус вика, јас имам нешто друго на тебе да ти дам. Нешто поинаку. И затоа му вика, повторно го враќа назад на тоа кој е Никодим. Учител на Израел. Ти си оне кој треба да поучуваш. Ти си оне што треба да кажеш. Ама сета твоја религија, се што имаш, сите твои добри дела, сето тоа кој ќе го искомбинираш, еднакво е на нула односно твоето спасение. Затоа што не можеш да се спасиш сам. И затоа му дава споредбата. Не можеш да се родиш самиот ти себе си. Апостолот Јаков тоа го кажува на сличен начин малку подоцна, кога вика дека секој добар дар и секој совршен подарок иде од озгора, симнувајќи се од Отецот на светлината, во кога нема промени, ни сенка од измена, зашто тој не роди по својата волја, вика, преку словото на вистината. Како сме се родили ние во Божјото семејство? Преку волјата на таткото. Така пишува овде. Така пишува самиот Јаков. Значи не можеме да придонесеме ништо. И затоа Никодим тука ја свати поентата. И одговара на исти начин. Никодим ја следи сега метафората на Исус и вика, како може човек да се роди кога е стар? Зар може пак да влезе во утробата на мајка си и да се роди? Некои викаат, Никодим тука се збуни, викаше, може ли па да се набутам? Не може. Не е вистина. Никодим беше научен, Никодим беше учител, беше предавач и сигурен сум дека во еврејската традиција, како што си знаеме од историјата, тие користеа многу споредби, многу приказни, многу разни работи за да го пренесат значењето. Он сватише поентата. Како што не можеш тоа да го направиш, не можеш да се спасиш сам. Толку. Него беше многу јасно и затоа вика како може да се случи тоа. И реакцијата на Исус повторно користи фигуративен јазик. Исус наместо му каже, слушај, ти си добар човек, ти си фин човек, ево уште малку ти фали, му вика, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Царството Божие. И сега веќе го враќа на Стариот Завет, на она што треба да го знае. Како може тоа да се случи? И овој стих особено, нема да го разглабуваме, ама има мали милион значење. Некој вика, ако не се крстиш, не може да се спасиш. Никодим не знаеше за крштевање во тој момент на начин на кој ти ја знаеме денеска. Значи не може да е тоа. Не значи дека по телесното раѓање кој ќе пукне во денјакот на мајката, тоа нас не раѓа духов. И тоа не значи. Сигурен сум дека Исус тоа не сакаше нити да го каже, нити да го спомне. И затоа реакцијата на Исус, овој пак прашува како вика може да стане тоа, и реакцијата на Исус е, ти си учител во Израел, зарем не го знаеш тоа? И го враќа назад, сигурен сум, не пишува во Библијата. Значи, може би спекулирам, ама на Никодим му текна барем на еден стих од Стариот Завет. Езекил 36 глава 25 до 27 стих. Ке ве поросам со чиста вода и вие ќе се исчистите од сите ваши осквернувања и од сите ваши идоли ќе ве исчистам. Ќе ви дадам ново срце и нов дух ќе ви дадам. Ќе го земам од вашето тело каменото срце и ќе ви дадам срце од месо. Ќе го внесам во вас мојот дух и ќе направам да одите по заповедите мои, да ги пазите и да ги исполнувате заповедите мои. Забележувате ли што зборува тука? Јас вика Бог. Јас ќе го направам тоа. Никодим, што беше дел од овој систем, што го знаеш ова сигурно на памет овој стих. Пате многу верни христијани денес го знаат овој стих. Одеднаш се соочува со реалноста дека Бог вика само јас правам. Ти си оној врз кого се врши дејството. И тоа е за него шок. Затоа Исус вика, роденото од тело е тело, роденото од дух е дух. Затоа што тука исто Исаја, например, кажува иста работа, дека ќе ни даде друго срце и понатаму. Никодим го знаеше тоа. Никодим беше свесен дека роденото од тело е тело, роденото од дух е дух, како што вика Исус. Со други зборови, јас не ти зборувам дека физички ќе те сменам. Кога ќе се новороди човек, одеднаш не му паѓаат роговите, не му се менува косата, не му расте коса или нешто друго. Се менува нешто внатре. И ако Езекиел е во право, не правиме операција да извадиме срце што лупа и ставаме камен излегал внатре, па сме ставиле месо. Реалноста е дека прави метафора, она што внатре било закоравено, она што не сакало да слушне за Господ, сега е поинаку.
Наместо камено закоравено срце, сега имаш вистинско срце кое се чувствува, кое следи, кое знае дека Божиот дух влегол во мене. Тоа е она на кој беше објаснето и на самиот Никодим. Никодим знаеше дека уште од самиот почеток во постанокот во Тората вика таа, се мисли на земјата беше расипана, оти секое тело се беше отклонило од својот пат на земјата. Пред потопот се сеќавате што вика Бог, нема ни еден, вика, сите се отклонија. И затоа Исаја после 64 глава таму во 5 и 6 стих вика, сите ние станавме како нечист човек и секоја наша правда како извалкана облека. Сите испаѓавме како лист, а беззаконијата наши како ветар не носат. Нема никој кој би го повиквал твоето име. Овде Исус му вели на Никодим, не постои ниту еден од сите вас 6000. Не постои ниту еден од сите вас 70 што го повикува моето име, се додека јас во него не го ставам мојот дух и моето ново срце. Ова е една страшна осуда за целиот тој религиозен систем. Ајде само уште еден стих во тој правец. Во Еремија 13:23, многу интересен е тој. Барем за мене, може ли вика етиопјанец да ја смени кожата своја и леопардот дамките своји? Па така и вие, можете ли да правите добро кога сте свикнати да вршите зло? Може ли црнец да стане бел? Не може. Майкл Джексон проба. Не може. Може ли тој што си има темна боја на кожата одеднаш да стане плав швегенец? Не може. Може ли вика леопардот да си ги изгуби флеките? Не може. Па така и вие можете ли вика кога сте лоши да правите добро? Никодим требаше сето ова да го знае дека се ова што го прави е џабе. Ова е јас, вика Бог цело време, постојано. И ова не е нешто скриено. Ќе го најдете во сите пророци, ќе го најдете во псалмите, ќе го најдете на еден куп места. И затоа Исус му вика после тоа на него. Не чуди се што ти реков, вие треба да се родите одгоре. Немој да се чудиш што ти реков дека ти ништо не можеш да направиш, дека само Господ може да го направи тоа од небото. И пак уште еднаш му дава сличен пример, повторно и кај да ти кажам уште еден пример од твоето секојдневие. Ветер. Сите знаеме како изгледа ветер, нели? Дува и одеднаш може ќе кажеме дува од таа страна или дува од онаа страна. Ама ако сте биле некој пати на море и ако сте ставиле чадор покрај вода, море, езеро, не е битно, сте ставиле чадор покрај вода и сте го навалили на кај правецот на кој мислите дека дува ветерот, одеднаш во еден момент гледате ќе ве бапне од другата страна и ќе го преврти. Зошто? Ветерот вика знае да го смени правецот. Ти не го контролираш него, ти не можеш да му кажеш што да прави. Со други зборови, Бог така го контролира човекот. Он го води на начин како што ќе го води. Знаеме дека раѓањето не е нешто што ние го правиме, тоа е дело на Светиот Дух и во таа смисла е суверена Божја работа. Исто како што ветерот си има, условно речено, ќе кажам, право да си дува онака како што сака. Не го контролираме ветерот, не го контролираме Божјиот Дух. Ние не го контролираме. Божјиот Дух е оној кој не контролира на нас. Повторно, тука. И затоа, кога некој ќе ве праша како да се спасам, вие не му викате моли се вака и ќе бидеш спасен. Оно што може да му кажеме е само ништо не можеш да направиш. Можеш само да го прифатиш оно што некој друг го направил за тебе. Ќе дојдеме до тоа малку подале. Никодим пак има проблем. Вика, како може тоа да биде? Се е фино ти што ми објаснуваш, ама мене нешто не ми е јасно. И затоа Исус реагира, па ти си учител, зошто тоа не го разбираш? Исус продолжува и во 11 стих вика, вистина ти велам, ние зборуваме за она што го знаеме, сведочиме за она што сме виделе, вие нашето сведоштво не го примате. Да не се задржуваме долго заради време, ама поентата тука е, јас ти зборувам за телесни работи. Ти зборувам за раѓање, што знаеш како се случило. Ти зборувам за ветер, што го сеќаш секој ден. Ти не ме разбираш. Како па да ти објаснам духовно подлабоко? Ова е нешто што треба и на нас да ни биде за поука. Не наблегувајте да се обидете да објасните се како човек да се спаси. Држете се на основата. Бидејќи ни јас ни ти не можеме се да објасниме затоа што е Божјо дело. Да можеме се да објасниме ќе бевме ние богови. Ние не викаме чекај се да ти објаснам. Кога некој ќе ви рече кога ќе се разберам се за словото, тогаш ќе поверувам, кажете му нема никош да разбереш се. А можеш да разбереш доволно за спасение. Инаку ќе бидеш Бог во крајна линија. Ќе бидеш. Или оно што го вика Исус, тоа е твојот проблем. Ти не веруваш.
тогаш му го дава примерот како што Мојсија подигна змијата во пустината, така треба да се издигне Синот човечки, да секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Символиката знаете што беше во Стариот Завет. Луѓето беа нападнати од змии, луѓето умираа бидејќи беа непослушни на Бог, и Бог што им кажа тогаш? Му кажа на Мојсија: направи, вика, една змија од бакар, бронза, всушност, закачи ја, стави ја на висок столб, секој што ќе ја види, што ќе погледа на неја, ќе биде спасен. Разни тумачења има, но ова последното што го читам, што го гледав, беше едно интервју со Джордан Петерсон, еден интересен човек, фасциниран од оваа случка, ама ова е реалноста која се применува и на грешникот. Ништо нема да направиш ако не ме послушаш мене, вика Бог. Ако ме послушаш мене, ќе се спасиш. Ако не ме послушаш мене, што и да правиш, џабе ти е, ќе умреш. Ајде да го проминам тоа поинаку. Царството Божјо им припаѓа на тие што со ништо не го заслужиле. Сите што мислат дека заслужиле, не оди. И затоа вика, секој што верува во него да не загине, да има живот вечен. И ова е буквално најлошата ноќна мора што може да му кажете на еден легалист. На еден човек кој вика, што сум јас лош? Што е толку лошо со мен? Од што јас треба се спасам? Јас сум подобар од 3/4 од луѓето тука. И ти му велиш, џабе ти е сето тоа. Не ти, Библијата вика, џабе ти е сето тоа. Ова за Никодим беше не шамар, мислам дека го стресе во сршта. И поентата е, само треба да поверуваш во она што некој друг го направи. И тука доаѓаме, не мислете дека ќе пропуштам, тука доаѓаме до 3 глава 16 стих. Зашто Бог толку го засака светот што го даде својот единствен син за секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Како се спасуваме? Преку добри дела? Не. Преку позиција? Не. Преку место во општеството? Не. Преку место во религиозниот систем? Уште помалку. Се спасуваме само преку вера во оне што Бог го пратил кај нас. Секој што верува во единородниот негов син да не загине, туку да има вечен живот. Ние забораваме дека во оваа глава има уште еден стих, таму 19 стих, кај што вика, кога Исус објаснува што е осудувањето. Осудувањето е дека луѓето видеа светлината, сватија што им дава Христос, а викаат фала неќа. Овде вика, јас ќе ти го дадам тоа што ти треба. Јас ќе ти го дадам. Како може да се спасиш? Како да добиеш вечен живот? Исус вика, земи го нешто, јас ќе ти го дадам. Не оно што ти мислиш дека можеш да го заработиш. И ова е шокантно. Не го гледај Мојсија, не го гледај на Авраам, не го гледај храмот, не те интересира сето тоа. Гледај на Исус. Тој е оне што го дава спасението. И понатаму продолжува вика зашто Бог не го прати својот син во светот за да му суди на светот. Туку вика светот да се спаси преку него. Кој верува во него нема да биде суден. Кој не верува, тој е веќе осуден зашто не поверува во името на единородниот син Божи. Со други зборови, Исус вика вака, јас ти нудам, Бог преку мене ти нуди спасение. Земи го. Ти викаш, чекај, јас ќе се спасам на мој начин. Века ти самиот си се осудил себе си. Јас нема што да те судам веќе. Твојата осуда доаѓа од тебе. Тоа е нешто ќе го чуете често пати кога ќе ви кажат некои луѓе, Бог никого не го суди на пекол, човекот сам избира да оди таму. И јас ќе речам, најчесто е така. Зошто? Затоа што знаеш што треба за спасение, викаш фала, не ќе сакам по моје да се спасам. Со други зборови викаш, ево ти го лекот, не го зимам, ќе барам друг. Не ти е крив лекарот што си умрел. Не ти е крив, едноставно тука. И затоа вели во 36 стих, кој верува во Синот има вечен живот, кој не верува, нема да види живот. Туку гневот Божи ќе биде врз него. Вели тука. Цело време 12 стих верува, 15 стих верува, 16 стих верува, 18 стих верува. Ако Јован 3 глава не ни е доволна да не научи дека ние спасението не можеме да го заработиме, јас не знам што друго Господ треба да направи. Всушност направи дури повеќе, го покажа во живота, кога умре и пак воскресна после тоа. Сигурно сум да се прашувате што се случи со Никодим. Нешто знаеме, нешто не знаеме за него. Знаеме во Јован 19 глава 38 и 39 стих дека Јосиф од Ариматеја, тајен Исусов ученик, поради страф од јудејците го замори Пилат да го симне телото и Пилат му дозволи. Тој дојде и го симна телото Исусово, а дојде и Никодим, кој порано беше отишол ноќе кај Исус и донесе околу 100 литри смирна и алој.
Ова е во моментот кога Исус е веќе мртов, кога Никодим доаѓа да го помаза. Ама ако се вратите малку поназад во 7 глава, накратко, да ви обяснам што се случува. Некаде 7 глава 40 стих имаше една расправија помеѓу луѓето кој е Исус. Фарисеите испратија луѓе во храмот да го фатат Исус, се сеќавате, и да го грабнат. Отидоа чуварите на храмот, отидоа до Исус, се вратија назад кај фарисеите и им вика: го фативте? Не го фативме. Зошто? Никој човек не зборувал така. Едноставно не сака да нема Исус, добро, не му беше дадено времето од Божиот план, но во секој случај рекоа: ова е поинаков, ние не ќеме со него едноставно да се зафатиме со него. Потоа фарисеите почна да се расправат во 48 стих. Почна да викаат: кој поверувал од нас фарисеите? Кој верува во него? Абе, ако ние религиозните водачи не му веруваме, простиот народ плесот баталете го него, што сака нека зборувате. И се сеќавате дојдоа до онаа идеја: подобре да умре еден отколку целиот народ. И меѓу сите тие таму фарисеи, Никодим беше тој што реагира во тој момент. Не е спасен. Не го брани Исус, само викај: често ли е да осудиме некој без да го изслушаме да видиме што зборува? И ако забележите, сите му се свртеа против него, му се нафрлија, и нафрлувањето беше: чекај, дошло ли нешто добро од Галилеја, ти ли ќе ми кажеш сега, заради ти да не си поверувал случајно? И Никодим закјуте. Си замолка. Некаде помеѓу 7 глава во Матеј, во Јован и 19 глава од Јован, Никодим свати што му кажуваше Исус, поверува и стана негов ученик. Некаде помеѓу тие две места. Затоа што во моментот кога оди да го земе телото негово, тој не се плаши. Учениците побегнаа. Тој Јосиф од Ариматејот кај Пилат вика: дај ни го телото. Они го ставаат во гроб. Се сеќавате кој го запечати гробот? Памтите? Кој побара гробот да биде запечатен? Фарисеите. Па не ли беше он дел од нив? Значи го видеа они дека тој го погребал и викаат: еј, оној што беше погребан во гробот на Никодим, оној нашиот што веќе не е наш, сега ние ќе го запечатиме гробот. Никодим беше застана пред своите практични, покажа: јас му припаѓам на Исус. Такво нешто не се прави ако Бог не го сменил однатре на цело. Традицијата оди понатаму и кажува неколку работи за Никодим. Тука се вели дека Никодим сведочел во полза на Исус пред Пилат. Тоа го зборува традицијата. Тоа го нема во Библијата. И се зборува дека традицијата е дека Никодим бил крстен од страна на Петар и Јован. И тоа го има во црковната традиција. Колку е вистина, не знаеме. Традицијата вика дека фактот што го исповедал Исус како спасител јавно со крштевањето го коштало буквално се и дека и он и целото негово семејство умира во беда. Има неколку приказни раскази што се случува со него и неговите деца, особено за една негова ќерка, ама нема да одиме на тоа овде. Ама знаеме дека бил исклучен од нив. Фоти, еден историчар малку подоцна, зборува за некој стар документ што тој тврди дека го нашол, каде што Никодим умрел како маченик за својата посветеност за Христос, така што бил претепан до смрт од толпата евреи. Може би е така, не знам, пак ќе речем. Ама не е ни голем проблем. Ако некој од вас го направил тоа што го направи Никодим, прашете го на небото. Тоа е реалност. Ама има една друга реалност овде. Дека кога ние му сведочиме на некој, може би ќе го помине патот од Матеј, од Јован 7 до Јован 19. Дека нема веднаш во првиот момент кога ќе му кажеме за Господ, од Матеј 3, од Јован 3 глава дури да почнеме, кога прв пат ќе чуе за Христос, кога прв пат ќе треба да застане во одбрана на Христос, да реши што верува и како верува, до моментот кога стварно ќе поверува, може да помине време. Јас би сакал да е што пократко се разбира. Ама не се откажувајте дека во првиот момент кога сте му посведочиле на некој, тој не поверувал. Христос му сведочеше на Никодим сигурно повеќе од времето што ние ги прочитавме тие неколку стиха. Јас сум сигурен дека тој разговор траел со сати. И на крајот Никодим си оди неверник. Ние сведочиме на луѓе, ние кажуваме на луѓе со сати и пак ќе си отидат неверници, ама ако стоиме на она дека ништо не можеш да направиш, ако не ќеме да го смениме евангелието, ако сме честни на него, кога тогаш Бог ќе действува во неговото срце? Ќе се молиме, ќе бараме и во тој еден период, пак ќе речем, меѓу Јован 3 глава и Јован 19 глава, може да се надеваме дека тој човек ќе го отвори срцето и ќе каже: јас верувам дека ништо не може да направам за моето спасение и можам само да го примам тоа што Господ ми го дал мене.
Единственото што може ние да го побараме од Господа, да кажеме Боже, дај ми живот, дај ми вера, помогни на мојата невера ако треба, за да може да те прифатам и да живеам како ти што сакаш. Тоа е. Друго ние немаме.